јавен обвинител, почитувани колешки и колеги, дозволете ми да го коментирам годишниот извештај. Како и минатата година и годинава, морам да потенцирам нешто. Секогаш кога ги читам извештаите, ги читам низ призма на извештајот на Европската комисија, на годишниот. И секогаш го имам истиот проблем. Повторно се соочувам со него. Имено, ние веќе пред неколку месеци го разгледавме извештајот на Европската комисија за 2022 година и јас сега требаше да го барам извештајот за 2021 година за да можам да комуницирам со овој извештај. Не е овој пат ми се чини вината само бидејќи законот тоа го дозволува во јавното обвинителство, туку и кај нас, бидејќи извештајот е поднесен, примен овде на 9 август 2022 година, а на дневен ред е пред нова година, односно на 20.12. Значи, само за споредба, како минатата година, како и секоја година, ние велиме дека ќе се европеизираме. Европеизацијата значи и можност за комуникација, бидејќи во извештаите има одредби што се однесуваат на јавно-обвинителскиот систем, значи веќе реков дека во октомври се достави извештајот за 2022 година, а ние веќе го разгледавме. Што друго би сакала да кажам? Еве и денеска се најмногу што слушав беа бројки. Број на предмети, број на кривични дела, по основни обвинителства, по висши обвинителства, но извештај значи нешто повеќе. Дури по мене имаме и такви извештаи добиваме овде, морам да кажам, кои се поинакви од повеќето извештаи, например, извештајот од Народниот правобранител. Значи, по мене извештајот, овој единствениот, што го поднесувате вие како персонификација на јавно-обвинителскиот систем, како прв човек во системот на хиерархија и субординација, не треба да биде механички збир на извештаи на основните јавни обвинителства, на 4 висши обвинителства и на основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, туку и нешто повеќе. Да заврши на крајот со една диагноза, сериозна, правна диагноза, па и со препораки. Тогаш ние ќе знаеме, значи, со што се соочуваме и што се случува во овој, за мене може би еден од најважните сегменти на судскиот, на правосудниот систем. Значи, веќе реков дека во период на скрининг сме, а одеднаш јас сум во временски расчекор со ЕУ, бидејќи доцнам во анализите или еве ги овде двата извештаи во мониторингот една година. Што е најважно? Ке почнам од извештајот на ЕУ. Значи, во нешто е сличен овој со минатогодишниот, утврдува ограничен напредок и умерена подготвеност. Она што мене ми е битно е следново. Значи, јас имам големо разбирање за проблемите на јавното обвинителство и тие не треба да се повторуваат. Зборувам за хендикепот во поглед на финансиите, во поглед на кадарот особено. И тоа е за разбирање. Меѓутоа, она што го забележав и што го критикував во извештајот на Европската комисија беше дека тој ми наликува мене, французите велат, роман река. Имено, и во годинешниот извештај се зборува за предметите врзани за прислушкувањето, меѓутоа ги нема предметите
врзани со финансискиот криминал кој ја потресоа земјава, мислам згора и организиран криминал, мислам на предметот врзан за господјата Јанева, за Бојан, за господинот Рашковски, за господинот Зекири, зборувам за многу високи државни службеници, особено вториве ги потенцирам, последниве зошто? Бидејќи секогаш се вели во науката за политичкиот систем дека десна рака, први луѓе, најблиски луѓе до премиерите се генералните секретари. Кога ја посочив господјата Катица Јанева, мислев на оној навистина чуден феномен кога вие имате персонификација на еден лик на степен на ангел, а потоа завршувате диаболично. Меѓутоа, ништо околу тоа. Што сакам исто во стартот да додадам на извештајот Европската комисија на која неколку пати ќе се осврнам. Видете, ако на ова го додадеме феноменот на господинот Ислам Абази, па иако сакате, од другата страна, иако не се однесува директно на јавното обвинителство, ниту на Советот на јавни обвинители, туку на Судскиот совет, првата личност на Судскиот совет, тогаш она што го констатира Европската комисија, бога ми, сериозно треба да се земе во предвид. Бидејќи сликата што ја добиваме за нашиот судски систем, ако ја обојам, ќе биде сиво-црна, а тоа се гледа и по последните истражувања, фамозните 3% доверба вистинска во јавно-обвинителскиот систем, што е на ниво на статистичка грешка. Зошто го потенцирам ова? Го потенцирам зашто тоа е доказ дека не треба да негуваме правен илузионизам, да мислиме дека ќе го смениме начинот на изборот на јавните обвинители со право, вистински луѓе кои треба да ги бираат јавните обвинители се тие во тој систем и дека ќе го решиме проблемот. Не. Дека ќе зголемиме независноста, дека ќе го зголемиме интегритетот на избраните, но изборот не говори само за избраните. Изборот говори за избирачите. Значи за правниот и за етичкиот профил, но и за стручноста и компетентноста. Не говорам јас директно за вас како за прв човек, говорам за целата јавно-обвинителска фела. Меѓутоа се разбира, првите луѓе секогаш го персонифицираат системот. Што сакам друго да потенцирам? Значи, и покрај поинаквиот избор, како да има некој вграден чип во главите на јавните обвинители, кој што се вика чип на партизација и политизација, и мене не ми е јасно како може да го изберат токму оној кој што најмалку го познаваат. Сега чувме дека изборот одел по пат на интерпартес контакти и си билам на мојот случај, замислете сега, треба да полага студент или да брани труд и тој мене ми се јавува или на комисијата за докторски студии и вели, јас сум одличен, подготвен сум и ве молам да ми верувате и да ми дадете шанса. Значи, ова е доказ за она што не смее да постои во судската фела како за мене најважната може би во демократскиот систем. Зборува за споил систем, дека сепак на оние победниците во политиката им припаѓаат начини на влијание врз изборот, а ја нема мерит филозофијата.
која е неопходна и за која и вие многу пати сте зборувале, не само овде, туку и на други места, па дури и во медиумите. Значи, да се вратам на диагнозата на Европската комисија, одреден степен на подготвеност, умерена подготовка, одреден напредок. Ние правниците, кога сме критични, велиме дека во овие одредби има и еден елемент на еуфемизам, или како да зборува Езоп, меѓутоа, да, извештаите на Европската комисија многу често имаат и дипломатски јазик. Но, што открива овој одреден, умерена подготовка, ова што го посочив претходно? Дека останува еден суштински проблем, кој што ако не го надминеме или ако не почнеме да го надминуваме, ќе се судри, ќе добие димензии на безбедносна дилема. Зборувам за корупцијата и за криминалот. Тие остануваат, значи, распространети, остануваат едно од основните прашања и проблеми, предизвикуваат голема загриженост не само на внатрешен план, туку и на дворешен план. Бидејќи не зборуваме сега само за откривање на дрога, зборуваме за јавно изнесување, отворено, без дипломатски речник на амбасадорката на САД и амбасадорот на Европската комисија, на коментар во врска со изборот. Значи, во извештајот велите дека правосудните институции продолжуваат со примена и нови правила, да, на именување, унапредување. Европската комисија во извештајот вели дека правосудните институции продолжуваат со примена на нови правила на именување, унапредување, дисциплина и разрешување на судиите и обвинителите. Како сега низ призма на оваа диагноза, јас да го лоцирам оној многу важен избор. Значи, не сум приврзеник на правен илузионизам и правен има и идеализам, и веќе реков како да има некоја тајна, чудна врска за која што дури слушаме дека зборуваат и луѓе од судството. Значи, згора, крајно невообичаено е во вакви избори, во последен миг, да се откажат кандидати, кандидатки, кои се вредни и кои што зад себе имаат или со себе носат ореол на почит. Не можам да поверувам дека тоа го сториле од респект заради супериорноста на кандидатот. Тоа воопшто не е прифатливо. Јасно ми е зашто се откажале. Се откажале зашто знаеле дека нема да бидат избрани, се откажале затоа што не сакале да го ризикуваат дигнитетот и интегритетот, односно да заборават дека меритократијата не живее овде и дека тогаш на сцената доаѓа она што ние го нарекуваме споилскратија. Дури кога ќе чуете од прва личност на судски совет за бизнис судство, за бизнис релации покрај бизнис политиката, тоа е навистина шокантно. Значи, постојат такви механизми, тоа е очигледно. Тоа е како една воведна констатација. Друго што сакам да кажам. Мислам дека, да, ние пратениците не сме сите експерти во оваа фела и може би просветителски делува кога извештаите почнуваат со уставна положба, законска рамка на јавното обвинителство, но мислам дека и во повторувањето на овие одредби, речиси на ист начин, има инерција, значи не велам дека тоа не е потребно, но мислам дека е
предолго и дека треба на многу поважни нешта да се стави акцентот. Она што потоа следи во сите извештаи ваши е нешто што јас го нарекувам органиграм. Значи, број основните обвинителства, вишите обвинителства, обвинителството за организиран криминал и корупција и се разбира обвинителството на државата на чие чело стоите вие. Значи, мислам дека тука што би сакала и дека премногу има податоци, премногу има шеми, не велам дека можеби не се потребни, меѓутоа не се најважни за суштината на јавното обвинителство. Што друго мене ме загрижува многу? Претходната јавна обвинителка пред заминување ги најави постапките или најави постапки против високи представници на власта. Мојата дилема човечка е да не требаше да се замине токму заради тоа. Имено, помина определен период и мене многу ме интересира вашиот став, меѓутоа ни трак, ни глас нема од новоизбраниот, односно новоименуваниот, веројатно е посветен на работата, меѓутоа слушаме дека јавните обвинители не можат да поднесат, да отидат, да објаснат до каде се, до што се, бидејќи имаше предмети кои што веќе беа во тек. Значи, мојот страф е дека тој е таму за да не дојде до акција и до процесуирање, а ние очекувавме гонење. Доказ, веќе реков, реакцијата на амбасадорката на Соединетите Американски држави и најавата дека во оваа област, значи, можеме да во областа на организираниот криминал и корупцијата, можеме да се соочиме со совети и со присуство од надвор. Никогаш не бегам од совети, меѓутоа мора да знаеме ние дека секое доаѓање од надвор значи своевидно делегитимирање на и така нелегитимните носители на различни функции, зашто тие се избрани за да ги решаваат проблемите, а не за да очекуваат неопходна помош. Што друго сакам да кажам? Основното јавно обвинителство за организиран криминал, дури и по името, по називот, да, има доза на специализираност во себе, бидејќи не е основно обвинителство како останатите други. Јас знам дека може би ова решение беше многу поприродно, одошто кршењето на Уставот, бидејќи во Уставот не постои специјално јавно обвинителство, но ние донесовме закон и го креиравме да постои систем на специјални јавни обвинителства во Соединетите Американски држави, но видовме како заврши. Значи, сакам да кажам дека знам дека е врската со специјализираното одделение пред основниот суд, но вака строго правно погледнато има и во овој поглед еден проблем. Во извештајот се осврнувате на надлежноста, задачите и обврските на јавното обвинителство и јавните обвинители. Задачи и обврски се речиси синоними, меѓутоа, да речеме, би сакала да видам и
права да пишува надлежност, права и обврски на јавното обвинителство и јавните обвинители. Иначе, во право сте кога покрај јавно обвинителство велите и јавни обвинители, бидејќи инокосноста кај оваа функција е многу битна и треба да се потенцира. Значи, тоа ми е препорака за некоја иднина, зошто бидејќи надлежност во правото, во правната наука се врзува за орган, а правата и обврските се во рацете на јавните обвинители и тие ги вршат на хиерархиски и субординаторски начин. Друго што сакам да потенцирам во врска со, нема да се осврнувам на уставниот статус и законскиот, се разбира, ке акценти, за да оставам простори за другите, и извештајот на Европската комисија ја потенцира и оној од 2021 и овој од 2022 нужноста, упатеноста на тесна соработка на јавното обвинителство со МВР, но и со други државни органи во чии делокруг е откривањето на кривичните дела и нивните сторители, односно прибирањето на докази заради гонење. Што сакам тука да кажам? Сведоци бевме на изјави на првата личност на антикорупцијската комисија дека и покрај нивните иницијативи до јавното обвинителство дека не дошло до процесуирање кое што тие го очекувале. Што значи, ова укажување на Европската комисија не вродило со плод. Да посочам, во 2020 година беше донесен стратешкиот план, кој уште е во реализација 2021-2023 и Советот донесе правила за следење на работата на јавните обвинителства. Сега јас се чудам. Наодите се познати за сите јавни обвинители и моето прашање е при тоа фамозно гласање од наодите ли се воделе обвинителите при изборот на првиот човек на обвинителството, основно за организиран криминал? Не верувам. Од стручноста и компетентноста ли се воделе? Не верувам. Забележав меѓутоа, морам да кажам во интерес на правната вистина, наведувате овде дека во обемот на надлежноста на обвинителството во Гостивар, со кое што раководел господинот Абази, Бога ми има речиси најголем број предмети. Може би тоа било една од причините, но не верувам. Значи, да заклучам, последните анкети кои говорат за доверба од 3% на граѓаните и недоверба определена на 28%, односно на 50%, е нешто што сите треба да не загрижи. Не само вас, ама она што мене многу ме загрижува е што само една институција има уште поголема недоверба. Судството. Од ова. 52%. Да, перцепција ќе речат дека е, меѓутоа многу важно за однесувањето на граѓаните, за демократијата е довербата. И мислам дека токму овие настани, последните, во голема степен допринесува за ваквите резултати. Изворот го знаете, нема да го повторувам. Значи, понатаму во последниот извештај и во претходниот извештај на Европската комисија се инсистира на фер и транспарентен влез во судството и во јавното обвинителство, значи портата е онаа на академијата. Меѓутоа, ние, затоа може би овие резултати се,
бевме сведоци во последно време на влегување во академијата или, ако сакате, поминување низ правосудниот испит на мала меѓупартиска врата и, Бога ми, овој случај, јас би го нарекла квака 447. Бидејќи, знаете што е страшно за еден правник? Сите знаеме што значи пред време да полагате. Да, може пред време да се полага, треба да оди некој на операција, треба да оди во странство. Ама предвремено полагање од 2 години, без завршување на факултет, не верувам. Тука се разбира, јас имам забелешки на сите институции. И ке го кажам тоа и на антикорупцијска комисија. Многу лесно може да се утврди состојбата, бидејќи вие не одите на академија со правосудниот испит само, туку со дипломите, со уверенијата, со оценките. Значи, во многу институции може да се провери што се случувало. А мојата грижа е уште поголема, што временски пак на овој настан се надоврзува уште еден настан, кој така ние го релативизираме. Злоупотребата на сертификатите за англиски јазик. Значи, ние имаме од истражувач новинар податоци од Кембридж, дека не се тие дипломи кои се добиени не во Македонија, туку во соседна држава, дека не се автентични. И замислете, наместо тие ликови да се отстранат од можноста да прават кариера, се укинува во оваа држава сертификатот од најважни институции и сега се посега по полагање на англиски јазик, писмено и усмено. Еве, нека ми каже некој дека има во Европа, Европската унија, ваков пример. Што е следното? Го укинаа просекот за академија. Што е следното? Да ги укинеме оценките на факултетите, за да не ги травматизираме кандидатите кои што сакаат брзо да направат кариера. Волшебници да сте вие, секоја честна луѓе кои децении биле во судството и обвинителството, оставиле трак, граделе, ама не можете од некој кој на ваков начин влегува во правната професија, најважната во судството, во јавното обвинителство, да направите добри судии и јавни обвинители. Не, бидејќи првите чекори се многу важни за дигнитетот и интегритетот на идните судии. Сега мнозина од нив ќе стигнат за влез. Значи, во ЕУ извештајот се препорачува нова стратегија за судската реформа да може да продолжи без одлагање следнава година, 2023-2027 година. И се вели, примена на имплементација, на стратегија, тука вие укажувате во вашиот извештај, за човечки ресурси за судството и јавното обвинителство и земање како индикатор на оваа стратегија за предстојното регрутирање. Вие укажувате со бројки колку се потребни и така натаму. Еве и во овој извештај се укажува на оваа потреба. Но јас веќе реков, мојот страф е дека во овие ресурси сега ќе се појават оние кои под наводници предвремено полагале правосуден испит и значи ова важно, можеби најважно прашање, човечките ресурси, човечкиот профил на судиите, на јавните обвинители, ќе фрли сенка. Зошто? Бидејќи тоа зборува за фактичката состојба.
Со право укажувате, за разлика од судството, каде што ние имаме поголем број на судии на 100.000 жители, дека во јавното обвинителство не стоиме толку добро, имено дека наместо 12 обвинители на 100.000 жители, ние имаме 9. Оно што мене исто како жена ме загрижува имавме жена, господјата Вилма Рускоска, начело на основното јавно обвинителство за организиран криминал, и мислам дека мора и да се води сметка и за родовата димензија на највисоките позиции во судството. Да, повеќе жени има судики. Меѓутоа, јас мислам дека и овој елемент требаше да го имаат во предвид јавните обвинители при гласањето, ако се разбира, не се откажеа жените. Двете така, од трката. Затоа може би ја споменав дека имам дилема околу откажувањето. Што се очекува во 2023 година? Се очекува значителни средства, поддршка за јавното обвинителство, особено, така пишува во извештајот на Европската комисија, особено во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција. Знаеме зошто? Бидејќи организираниот криминал и корупцијата велат веќе во сите извештаи дека се ендемска болест на Западниот Балкан. Не би сакала ние да боледуваме од тоа, значи ќе бидат вклучени и затоа средства се потребни. Овде се вели дека средствата ќе се однесуваат и на финансиските експерти, ефективната одговорност за високи коруптивни случаи и така натаму. Значи, дали се плашам, овој предизвик, старо-нов, ќе може да го решиме со личности кои што имаат над себе сенка етичка, меѓутоа и професионална. Понатаму, во извештајот на Европската комисија се бара зголемување на финалните обвиненија за високите случаи, вклучувајќи конфискација на криминално стекнат имот, конфискација дури и кон трети страни. И ова барање мене ме става во дилема да не се случи она што се случи, за да не дојде до овде. И сега одам на барањето на Греко, така да дојде до измени во Законот за полиција, меѓутоа и во Законот за вратрешни работи, зборувам од април 2022 година, каде што се инсистира на воведување обврска за декларирање на имотот, забрана на вработување за членови во политички партии или органи на политички партии, воведување нов тест за интегритет, објективни и професионални критериуми за именување на началниците на полицијата. И деновиве ние од Тетово ли беше или од Гостивар Веста за вториот човек во полицијата, кој што е очигледно во конфликт на интереси со пратеничка, и мене ова ми внесува нови дилеми. Значи, ова ми се дилемите. Што сакам од овој богат со податоци извештај да извојам? Значи, околу кадровската состојба и материјалните услови за работа, вашата диагноза е дека
има потреба од 262 јавни обвинители, а пополнети се тамо 172, односно дека Советот, не вие, Советот, извинете, треба да се пополнат уште 90. Да, верувам дека е ова верно, вие најдобро ги знаете состојбите, но повторно, да не сум во ваша кожа, бидејќи стигнува генерација во која што има и луѓе со незаконски багаж. И сега мојот страф е, еве, квантитативно ќе одговориме на предизвикот, ама што со квалитетот, кога говорам за квалитет, мислам не само на стручноста и компетентноста, мислам и на моралот. Да, ограничен ви е просторот, бидејќи зајавен обвинител, како што правите веќе подолго време, може да се избере само некој што влегол прво низ портата на Академијата. Но знаете на што се сетив? Се сетив дека и кога Академијата веќе продуцираше кадар, се уште не заради вас, се уште политичките партии успеваат да внесат во судството луѓе. Познавам такви. Значи, замислете, креирате Академија, велите дека таа единствената порта, прво низ неа, па потоа во јавното обвинителство и во судството, ама продолжувате да влијаете. Зошто го кажувам ова? Јас не верувам дека јавните обвинители или судиите по карактер се такви, неморални, дека не водат сметка за струката, за стручноста и професијата. Не. Се уште се под голем притисок. И ве чув и последниот пат, тоа го истакнавте со право. Значи, главната вина е во разгоропадената политичка власт која наоѓа начини да влијае врз судството и врз јавното обвинителство, ама одговорот е со дигнитет и интегритет да се изборите за независноста. Во 2021 година потенцирате дека 6 мина исполниле услови за старосна пензија, 1 заминал по собствено барање, не барам име и презиме, меѓутоа ме интересира од кои причини, кои има луѓе кои си заминуваат зашто веќе не можат да го толерираат амбиентот, а може и од други причини, се разбира, не навлегувам во тоа. Значи, вие, јавното обвинителство, утврдувате потреба од 274 јавни обвинители и ја проучив јас табелата на страницата 8, меѓутоа, она што ми недостига е една анализа зошто токму толкав број. Зошто понатаму велите дека да, ќе се пополнат, како велите, нема, значи, би сакала една куса анализа дека бројката не е само бројка, врз основа на однапред утврдените критериумите, туку дека овие 31 што треба да дојдат од точно утврдени причини. Делот за јавно-обвинителската стручна служба, да, сите знаеме дека има посебен закон за јавно-обвинителска служба и тоа е добро. Во извештајот велите дека законот оневозможува вработување на неопходните кадри поради пропишаните услови што треба да ги исполнуваат. Барате усогласување со законот за судска служба, донесен во 2015 година, и интересно, целта ви е да се пријавуваат повеќе кандидати и да се изберат најдобрите. Јас од вас само барам еден кус коментар. Што
што е тоа што попречува да се пријавуваат повеќе кандидати и да се изберат најдобрите? Може би директорката, староновата директорка на Академијата, рече дека подобро решение би било да нема однапред канализирање на кандидатите за кој ќе биде за судии, кој ќе биде за јавни обвинители, дури и по квалитетот, туку заеднички да полагаат, па потоа според потребата да се врши селекцијата. Зошто ми е најважно ова мене всушност? Бидејќи многу важно е, како што велите вие. Ние, дури и овде понекогаш, гласаме за закони што наместо да ги заоструваат критериумите и да овозможуваат што поголема можност за конкуренција, обратно, како да воведуваат критериуми кои се персонализирани, правени според определени кандидати, за жал, најчесто просечни кандидати, а не најдобрите, а јас знам дека секој прв човек на фелата, како вас, би сакал да има најдобри кандидати и да може оти. Оваа служба е неверојатно важна. Не џабе има посебен закон. Значи, тоа сакам да ве прашам, зошто не се бираат најдобрите и зошто не се пријавуваат повеќе? Со право истакнувате еден горлив проблем не само за јавно-обвинителската професија, за целава држава. Проблемот со информатичарите, и ние го имаме овде. Неколку месеци и си заминуваат. Заминуваат, бидејќи надвор повеќе ги почитуваат. Значи, бегаат. И затоа јас овде велам, ајте да го смениме односот кон Универзитетот Финки, енеја зграда на Зјае до мојот факултет Карабина. Од субстандарни услови вадиме најдобри информатичари, ни се заблагодаруваат, им читав изјави во Латвија, Летонија и во Естонија, ама овде, ако ги гледате дури и предлозите за политиката на даноците, ќе видите дека не се води сметка за нивно задржување, туку напротив. Привршувам веќе. Значи, со право, јас нема сега да навлегувам во бројките, вие имате тука детални анализи, ама јасно е дека не само што не може да се овозможи континуитет, логистичка подршка, специализација во работата, ова е неверојатно софистицирана дејност. Една од најсложените дејности, веројатно е јавно-обвинителската. Делот за студиско-аналитичката активност. Тука препорачувам во некој иден извештај, а може е тоа врзано пак за недостигот на јавно-обвинителската стручна служба, да има заклучоци, сум гледала такви во други извештаи, во кои се осврнувате на општествените односи и појавите од интерес за јавно-обвинителската функција. Ве слушав за детското представништво и така натамо. Но знаете како, не случајно ние учиме и судска медицина на факултет, не случајно социјалните служби ни се важни, не случајно физиономијата, суштината на криминалитетот не е врзана за личноста. Личностите не се плод на амбиентот во кој што живеат. И затоа е многу битно, значи, да знаеме ние какви односи се важни што довеле до овој процент на представништво. Понатаму, како ја оценувате недовербата на граѓаните, мене ме интересира.
Зошто е тоа така? На што се должи? Тоа би имало тогаш тесна врска со студиско-аналитичката активност, зашто и реформите во јавното обвинителство, и постапувањето, и чекорите, и кадровската политика, се има врска ако со анализата на амбиентот, на социјалниот амбиент, на општествениот амбиент, на политичкиот амбиент, на образовниот елемент, ако сакате. И јас сум свесна за тоа. Тогаш би можело вие да имате заклучоци од типот на владењето на правото, интегритетот, дигнитетот и така натаму. Следи главата што се однесува на информирање од јавен карактер. Морам да кажам дека во оваа глава само има неколку констатации, мене тоа не ме задоволува. Мислам дека е многу важно, особено во јавност која денеска се соочува со недоверба, поплава од недоверба, значи да добиеме суштински информации. Во јавноста во работењето, исто така е важно присуството. Јас не велам дека јавните обвинители треба да бидат селебритис, се согласувам тука. Значи, така велеше Карла Дел Понте, дека нема намера нон-стоп да биде по телевизиите, дека јавно-обвинителската професија се разбира дека има дигнитет и интегритет ако се фокусира на проблемите, а не само на информациите. Меѓутоа, сепак, мислам дека е битно за некои ситуации да чуеме поаргументирано објаснување, па јас си велам дури и овде, дури и во собранието. Зашто сепак овде го бираме првиот човек и важно е да чуеме за некои тенденции. Ве чув на крајот, каде што зборувате за збирните податоци, за бројот на постапките, 45.405 сторители на кривични дела, да, она што мене ми недостига е покрај бројките да има длабинска оценка. Значи, не е доволно само да се констатира профилот на извршителите на годишно ниво, би сакала дури, можеби, и некој компаративен преглед, кус регионален, па ако сакате и европски. Привршувам посебно внимание, се разбира, бидејќи ќе имаме и посебен извештај за криминалитетот кај децата, значи кривичните дела од деца, 1210. Значи, мене ме интересира исто, покрај она што го барав за кандидатите, и овде една, велите дека има благ пат, ме интересира, значи, како гледате на овој феномен? Што треба да направиме за да надминеме некои состојби? Што би им советувале во поделбата на власта на другите? Мене и тоа ме интересира. Дали е тука причината, може би, социјалната политика? Дали е образовната политика и така натаму? Тоа не е ваша сфера. Меѓутоа, сигурно вие после толку години искуство, работа, симбиоза со оваа професија, можете да правите многу подобри споредби од мене. Кај притворот велите дека изнесува 2,5% и дека од 20.975 сега е 528 и велите дека е ова доказ за постапување, посегање по притворот само кога е тоа неопходна
мерка, ме интересира и тоа, сите знаеме дека и Греко, меѓу тоа и сите други институции велат дека притворот бие како зона на самракот и дека треба до максимум да се анулира, до максимум да се избегнува, зашто тоа е во некоја состојба ни на небо, ни на земја. Мене тука ми треба и еден ваш коментар. Што мислите за притворите на некои познати, богати луѓе? Бидејќи за нив беше врзана и дебата низ државава, дека посебни привилегии уживаат, дека не се рамноправни со сите граѓани, па дури, како што знаеме сега, и имаат повеќе места на живење, во зависност од потребата, да ја отслужуваат казната, што зборува за селективен однос, кој што по мене не би требало да постои. Последната реченица ми е, ви препорачувам, значи, вам, на другите што ќе останат во јавното обвинителство, секогаш да завршуваат извештаите, да ги завршуваат извештаите со заклучни констатации, дека скенирањето го покажува ова, ова и ова, диагнозата е таа, правниот лек, вистинскиот лек е тој, но не зависи само од нас во јавното обвинителство, туку и од останатите. И најважното, ние овде, секаде и секогаш, треба да изразуваме почит кон независноста на судскиот систем. Од основно училиште натамо да ги учиме децата на поделба на власта, на тезата дека апсолутната власт апсолутно корумпира, дека мора најважна е не само поделбата на законодавна и извршна, туку и почита, респектот на судската власт. Благодарам.